Во време на ВМРО, народот се вработува, кажаа на прес штипските ВМРО-вци. Како пример, тие го посочија Штип каде само во технолошката зона бројот на нови работници е поголем од 1000. Во Штип, Джонсон Контролс има вработено околу 1000 лица, а се отвараат уште 400 работни места. Покрај ова, во Штип започнува градбата на фабриката за производство на автобуски каросерии, вработување за 500 лица. Нема сомнеш дека во индустријската зона во Штип ќе влезе уште еден инвеститор и со тоа отварање на нови работни места. Дополнително, новите проекти треба да донесат и нов, поголем економски развој во општината. Економскиот развој ќе оди во нагорна линија, поради почетокот на изградбата на новата клиничка болница и автопатот Штип-Скопје. Тоа е вистинскиот патоказ како треба да се решаваат најгорливите проблеми на целиот овој регион. Активните мерки на нашата влада придонесоа интересот кај странските инвеститори постојано да се зголемува. Според ВМРО, освен државата, за развојот на Штип, заслужна е и општината, која за неполна година во инфраструктура инвестираше 1,5 милиони евра.